Клучен Мегахерц. Рапапапа, светна си личката, дами и господа, светна во етерот и светна тука во нашето студио. Како по обичај, мораме да ги носиме очилата затоа што од блесокот е многу як на ова петочно сонце. Ке кажев нешто жарко, но ќе ми замериш подоцна, затоа нема да го кажам. Но сепак да поздрави од мене, јас сум Атанас Атанасовски. Тино? Цртичка Тино, да. Да не се заборави тоа. Со мене е Жарко Димовски, еден од најдобрите млади глумци, некогаш што постоеле во оваа наша татковина. Февруари 24 денеска, тоа е 55-ти ден според овој грегоријански календар. Ви остануваат уште само 310 дена да размислите каде ќе ја славите вашата нова година, најлудата ноќ, што би рекле во ова Во другите места. Жарко, што се спрема ново, нешто се крчка во театар комедија? Се крчка, да, што туку почнавме да го замесуваме тестото за новата, за новата представа Сон на летната ноќ, кој што ќе биде премиерно изведена 27 март на роденденот на театар комедија, каде што ќе ги слави своите 5 години постоење. Значи веќе има запчиња. Па мислам дека и гризе малце. Така? Да. Добро. 5 години тоа е веќе и трчка. Почнува зборува помалце. Вечер во омилената представа на дамите во Скопје, тоа е Вардарски пастови на репертоарот на театар комедија, а следна после Вардарски пастови, Жарко, ќе ми помогнеш, а таа е понеделник трудна приказна. Трудна приказна, понеделник повелете на трудна приказна, бидејќи за пастови немаме карти. Така е, иначе, дами и господа, додека Атана се спрема сликата која што ќе излезе забрзо на социјалните мрежи, ќе видите кој ни е гостин во нашето студио, а за тоа време ние ќе одиме со музика и се враќаме. Спремете се, ќе биде Жешко. Комичен Мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Мановци го слушаме на 99,3. И ништо И важно парче, другарче. Така, интересно е тоа што е занимливо, а занимливоста често може да се протолкува како некој момент кога вас ви се создава радост. Интересно нешто. Да. Но да не забегуваме, Жарко, да ја најавиме нашата гостинка, за да можеме повеќе да си муабетиме. Дами и господа, со нас во нашето студио, Со нас? со мене и Атанас, како со нас. Твој сон не, извини. Не, жената која Во етерот сега почнува со разговор со Жаре и со Атанас. Тања Кочовска! Родена 1967 во Скопје, националност македонка, позната по улогата во светло-сиво, во светот на бајките, занимање глумица. дипломирана на факултетот за драмски уметности во Скопје. Од 94-та вработена во театар за деца и младенци Скопје, ќерка е на поранешните членови на групата Магнифико Панчи и Невена Кочовски, незината сестра е пејачката Лидија Кочовска. Да ги поздравиме твоите кои што беа маестрални на доделувањето на златната буба Мара, кој што ќе можете да го проследите вечерва, драги мои. Тоа беше едно многу интересно збиднување. Тања, добре ни дојде. Добро е, најдобре, Жаре, код пушка. Браво. Да, многу време се убедувавме со Тања да дојде, па ни бараше многу хонорар, па и конечно собравме овие 3 години да собереме пари за да ја донесеме нашата Тањичка. Па добро сега, нема Па да и имаш... така поминува од тука за 3000 евра, зашто да не влезам, мислам. Проблем ли е? Тања, ти доаѓаш сега од представа? Од представа. Од кафана, па на представа, па дојдов кај вас. Кога у кафана, кога... Па са бајле до 5:30. Па успав 1 сат, па дојдов у театар, одиграв представа и да ве посетам, да ве видам после толку време. Овде има театарски представи за тебе на Википедија милиарда, јас ќе прочитам неколку. Пуф и Пав, Пепелашка, Пинокио, Могли, Беше еднаш на дивиот запад, Девојчето со кибричињата, Алиса во земјата на чудата, Пипи долгиот чорап, Убавицата изверот, Грдото пајче, Предувите на жеровот, Волшебникот од Оз, Бескрајни... Не можам да ги... Македонска приказна, таа е најважната, за таа ќе разговараме. Папагалчето Рики, телефон, но и телефонот е интересна. Добро, и после сите овие представи не земам плата за првенец. Не. Не. Па не земам 17 години, требаше да бидам првенец, уште нема ништо. Сега само на хартија сум првенец, а платата ми е како втора смена у фабриката. Втора смена у фабрика. На лента, на линија, како се каже тоа. На норма. Кај нас па има такви како Жарко, например, вика јас сум ентузијаст, вика и сакам вика едноставно така да доаѓам и не зема ни он никакви пари. Па и добро, па ја не земам исто никакви пари ако гледаш. Така, значи ние ова го работиме од љубов. Од љубов. Па од љубов се живее, нели? Љубовта те грее, овие ми се многу интересни на канал 15 некои прашања. Дали љубов? Да ти кажам, ама си кој одговараат. Па да, нас мислам дека ме грее.
Да. И од што ме загрева толку више не можеме да се гледаме. Гориме двајцата. Гориме и двајцата по Си најавме 24 трето сата. врската да не гаси. 24 сата тоа не се издржува веќе, ама се надевам набрзо дека ќе се раздвоиме, Ава. па ќе профункционираме како што треба. Така и јас со Тино мислев, ама дете. Џабе. Па да, затоа јас додов како трето врската да ве ладам, пошто многу се прегреавте. Така е. Жарко, ти и Тања соработувате во една представа, мислам во повеќе представи, не, во една Не, е сега во една, во актуелна. една. Таа е Чикаго представата. Чикаго, да, мюзикл од Чикаго. Чикаго имате уште 2 изведби, ако не се лажам? Да, според договорот што го има со Бродвеј, уште 2 се, за понатаму ќе видиме. Па би требало убаво си оди представата, Да. би требало да има. Здрави. Здрави, да. ќе видиме Тања, што ти го се имаш таму случува. еден од најголемите маестрални влезови што некогаш сум ги видел на театарската сцена, не се шалам, навистина кога гледав представата, ти влегуваш, се појаваш и пееш едно мама или како е да е едно високо, има аплауз од 7 минути. Дали после тоа ти веќе ја имаш фатено публиката и после тоа едноставно само си Па, види сега, значи публиката за да ја фатиш треба многу години работа. Значи, може да се направи, зборувам за сега. Значи, тоа треба да се докажуваш пред публиката многу време, да ја созреш публиката, зошто? Зашто велат само да излезеш има реакција. Да, ама тоа не е од вчера. Не, Него е не. многу години работа, Тачно. тоа сакам да кажам. Значи нема тоа сум ја фатил на почеток, па после тоа по инерција си да така, нема шанси. Значи секоја представа, нека е и 500-та представа, почнувам од почеток. Значи се ми е од почеток. секогаш. Да, стресовите ми се како на почеток. Се ми е како на почеток. Значи представа кога почнувам ја седнувам како вчера да сум завршила академија. Па Значи нормално. со целиот ангажман, целиот стрес, целата одговорност, дека јас треба нешто да направам. Нели, да е поразлично, да е подобро. Сепак публиката не можам да изневерам кога веќе толку Па да, кога сака некого надева сепа да тачно, ја да. изневериш, па и тоа не оди. Те гледав те гледав во Тартив. Тартив таму многу интересна улога. Како се снаоѓаш во соработката со Ѓорги Олевски? Каква беше соработката, бидејќи Ѓорги кога го прашав за тебе ми рече дека најдобро функционирал со тебе. Со мене, да. Ама добро, јас и Ѓорги завршивме заедно. Бевме во иста класа, ама без разлика на тоа, имавме еден посебен однос. Јас и зошто работиме по 28 сата, не сексуален, не а данас Па не ми викаш, имавме посебен однос со Ѓорги. па не е тоа сексуален. Добро, да, тоа би било. Не, зошто мислите така за Ѓокобе? Не, мислиме така. Јас разговарав и со Ѓорги и ќе го поканиме да биде наш нареден гостин, не можеш сега. Не, јас само можам да кажам стварно се најубаво. Големи работници сме јас и Ѓоко. Ама дури претеруваме Сте и малку. тоа се гледа на сцена. Претеруваме Апсолутно. малку, можеби, меѓутоа до смрт сме работници. Значи и за Тартив работевме, имав стан под кирија, дојде Ѓоко да работиме. Не сексуално, значи ете не сме ми се. Добро, смеја. не, за друго се значи, смеам, да Тања. учиме текст. Така. Да учиме текст. Ѓорги брзо ли учи? Ѓоко, па да. Ти со можам кој да заврши кажам. во класа? Со значи Ѓоко, Дац, Сенко и Софија Куновска. Така. Они една година паузира. Падна, да. Да, паузира и дојде во нашата класа. Јас бев со мој љац, бившиот, со Кили, со Рефет, со Тина Божиновска, Данче Георгиевска, Владко Лазовски и да не заборавам уште некој. Да сме живи и здрави. Доле, да. Да не ми замерат. Како? Да. Што е во оваато решение, не читаме ништо, има нешто? Повели, жаре прва прилика реклами. Добро, за брзо ќе биде. Или сакате одма сега? Ајде, пушти ги за да сега можеме реклами после ние да ги се домовите. преброиме Извини, Тања, согласниците на мораме со Тања. реклами. Се враќаме. Реклама. Четири, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Ајде да продолжиме со разговор. Си влечи, си повлекли. Си повлекли то. Чао, Береда. Имаме
Ова се влече веќе неколку Морам да го емисии. поздравам. Ракавицата е врлена. Ракавицата Што ви рекле? За тие што се вклучија покасно, Тања Кочовска со нас повелијата нас. Тања, ти си еден од основачите на театарот за деца и младенци. Можем така слободно да ти именувам. Најслободно да Тоа кажеш. не може да. Кажи ми како И основач, и фарбач на кујна, и чистач на ВЦ, и на се. Тоа е ваш театар, вие го создадовте. Мој не е. Мислам, На сега е. државата е, меѓутоа сум јас од самиот почеток Така. таму и да. И да. Како се склопи целата И да. идеја? Како од кај трга целата идеја? Јас кога дипломирав, Така. значи кога на дипломската бев бремена. Добро. Случајно останав бремена. Се дешава? Се случува, па не викам дека бере да, сори. И сега, и кога се случи тоа, нели, јас реков, јас сакав од на 18 години да родам дете. И во животот сакав 3 деца да имам толку. Како дипломирав, се породив и останав дома. И у моментот, значи, бебе ми беше 1 месец Александар, кога помислев, ете мене сите ќе ме забораат, кариерата во вода ќе ме отиде, другиот ден Чоревски Благива ми се јавува. И ме праша дали мислам ја дома да седам или да работам. И јас другиот ден се спакував, ми рече да дојдам на работа. Значи јас се спакував, отидов во Драмски. Зашто јас претходно работев, ама хонорарно. Така да, На додека паушално. беше на да, академија. на факултет, да. Работев со Ацо Поповски, усите пред негови представи, у тоа време му играв. И мислев дека кога би сите ме заборавија, други ден вел ми се јави човекот, отидов во Драмски, почнав да влегувам во стари представи. И кога прво се вработи Јасенко Даци Ѓоко и Така. Софија, мислам, пред мене, значи тоа беше месец дена пред мене, следниот месец добив јас решение. Меѓутоа, во тоа време се отвараше театар за деца и младенци, а Чадиковски 2 години самиот он ми рече дека доаѓал во бифе во Драмски за да ме гледа и да ме убедува дека да те јас треба регрутира. да ме Аха, регрутира, да. Јас некако не пошто ние сме растеле, сум растела во Драмски, мислам тоа ми мене срцето У кое на некој мало начин си израсната, таму. извини, кратко прашање, у кое мало си Јас израсната? сум соборна црква тука, прво мало, значи да. центарка. Да, прво мало, второ мало, ти е Така. веќе кај татко ти и мајка ти таму. Значи центар, да, а живеем во Карпуш сега. Така. Сега. Моите живеа во Карпуш, јас живеев со тетка ми, тетин ми. Тоа е долга приказна. Долга, одиме Пошто- за оваа да, интересната за театар. Да. И како го добив решението, се отвори театарот за деца и викам, па дај млад театар, нов театар, нели ти ме представи за деца и за возрастни и се. И јас така отидов уствари во Драмска. Мојата, да кажам, нели, како се вика сега, решението мое го дадов на Миралем, глумец од Сараево, тогаш беше и војната се случи, он беше тука. Така отидов во театар за деца и младенци, се случи тоа што се случи, нели малце не затвори директорот, не можевме, тешко одевме. Со лажење, со се едноставно. Да, моравте таму да се моравме посветите. да бидеме таму, што па можда и на некој начин не беше некоја посебна грешка, зашто тој театар се функционираше Добро, вие го бесprekodно. застанавте на нозе На и пиедестал, не на нозе, значи на нози на пиедестал. Оттргнавте. Апсолутно. И зашто велам? Значи, тоа е театар, тоа е мојот, што велам, било што да ми се случи во животот. Нели, дали јас ќе направам трансфер од Драмски во МНТ или нема да направам, или што ќе се случува, не знам. Таа љубов моја прва е театарот за деца. И тој фолдер ќе се кој Секогаш биде ќе остане посебен, ќе врежан, да. остане, да. А колку години Така да постои било врска? што да се случува, мене тука ми е, како да кажам, ќе газам се пред себе. Така да? Нели, и да не сум тука едноставно, не во буквална смисла. Дали некојаш би била директор на театарот? Види, со директорство некако не би се Не. пафтала. Сепак сцената си ја сакам повеќе. Така. Шеф на Зошто? сцена. Шеф на можам директор на сцена, шеф на сцена. А Да. колку години постои детски до сега? Детски театар 23. 23 години. Да, 23 смението. Да, 25 години отприлика. Браво. Значи јас кога си отиде Чадик, јас конкурирав За директор? за директор, да. Ама јас, Владко и Драган, еден од нас да дојде. Даде од вашата... Од нашите, да, од нашите. Од Зашто тимот. го знаеме театарот колку толку. Се случи Драган да дојде. Сега кога јас конкурирав за директор по втор пат, нели едноставно не сакав пошто тоа ми е обврска. Јас не знам колку за тоа ме бива, значи за многу работи да. Нели да направам, меѓутоа менаџерските работи не бев толку сигурна. Меѓутоа со тим добар се прави. Така? И онда реков, ќе се ја нагрбачам таа работа и ќе го работам тоа. Меѓутоа се случи да у 5 до 12 бато дојде за директор. Мислам, тоа отворено го зборувам. Слободно. Тоа си е човек на власта, човек кој што
си работи со нив, дошол. Во ред, пружив рака, јас немам проблем со тоа. Мене не ме мачи тоа. Пружив рака да се продолжи со работење и се. Така да сега работите, се надевам дека ќе одат во подобра насока и така дека сите се надеваме, значи првенствено се платите. Тоа го зборувам и ќе го зборувам. Да. Тоа мора да се, Да, и јас се апсолутно. согласувам. Апсолутно. И Жарко се согласува. Па како не се согласуваме секогаш. Тања, ми пишуваат фанови и ме прашуваат која ти е омилена реплика од досегашните представи. Дали некоја имаш врежана реплика што често си ја спомнуваш во животот? Како лекција животна, како не знам. Да, бидеш или не. Освен тоа, Прашање со сега, твоја да. изговорена, сакам да кажам. Моја изговорена Да. реплика. О. Не можеш да одговориш, се Па разбира. не ми текнува, тоа не е една реплика, 100 Апсолутно, ама не реплики. затоа и се. прашање, дали рече инсистирам прашај, окей, нема проблем. Не инсистирај, дојди во театар, па ќе ти се обратам со 100 реплики, Со 100 такви реплики што го ми сакаш, значат, така е, како да кажам. така е. Немам некоја сега мене тоа ме води. Тоа е моето мото во животот. Како не мото ми е да имам джип. Тоа ми е мотото у животот. Ова исто како вчера седим у кафаните, не ти кажа случај. И сега пеевме нешто и ми вика една тука што седеше на другата маса, ми вика ајте молам испеј нешто. Викам се, дај ако сакаш песна да ти испеам, кажи ми песна. Бе вика сега не ми текнува тука трема ме фати, вика да сум дома ќе ми текне одма 200 песни. Па иди до викам, дома. а блиску живееш? Иди до Ќе дома. идеме сети се па после Па ќе не пееме. знам некој нешто посебно да издвојам, нема, не знам. Добро, а кои ти се омилени представи, омилени ликови, нешто што би сакала ако веќе не го играш да ти се врати да го играш? Па да, обично имаме ние нели такви ликови, Да, например, не апсолутно. знам ликот на сестрата например во Василиса Прекрасна, например, тоа е приказната на Пелашка каде што ја и Кети ги игравме сестрите, а Предраг мој беше принцот. Не можеш да мислиш што се случуваше. Све ние кога игравме таму, да. Пошто он например имал дома 10 коњи, јас го бражува стално ти се броеше. И дека он дома имал 10 штурци и дека имали и муви. Па викам, мува се лепи на штурци. Да, и викаше јас со стапов. И викам, жити стапот. Му викав, така, значи имаше така некои интересни моменти, многу се смеевме. Кога сме кај Предраг, еве најдов некои изјави, Предраг што ја дал за тебе. Вели, со Тања се знаеме уште од факултет. Чисто колегијално, нашето познанство не беше ништо посебно. Не знам што сакал да каже. Во 1993-та, кога дојдов во театарот за деца и младенци, симпатичната колешка Тања веќе беше таму. Некако на брзина се најдовме и мислам дека уште првата вечер ја побарав за жена. Да, Стварно? така беше. Од имаше девојка 10 години, дојка ние бевме на факултет, и ништо не ме обрнуваше внимание. Како дојде, случајно, јас дојка работи во театар и го гледам Предраг доаѓа на работа ке нас. И како ке влезеше, имаш пар женички таму во театар што работа. Предраг, здраво. И ја така уствари чекам, викам да видам новиот колега сега што и како. Оне чек, помнате? Помлате година и нешто од мене. Подсигај. Помлади сум. Береда. Да, Береда, сори, Береда. И така беше уствари. Ја мини сукни облакав, се наведнував не, колешка сум била ја. Негова и он мислеше дека мене ме носи црна кола со 16 врати по дома. У тоа време, нели, твоите очи не беа популарни. Нешто песна победава на Макфест и тоа беше. Мислеше дека не знам како живееме, што да живеам. И кога седнавме на ручек еден ден после работа, пошто ние многу се дружевме од работа, и како седнавме, како после тоа отидовме дома и добро, веројатно гледавте. бегалка не излезе. Да, и ме побера првата Одма? Сабајлето ме побера за жена. И па не можеше предходно, зафатен беше. Па тек Сабајлето ме Предраг, побера. масторе. Сори, Береда. Свака час. Навистина. Јас, да, Атанас ја начна темата. Ја имав таа чест да работам со Тања Кочовска во мюзиклот Чикаго, каде што на вистина забавата беше не престануваше, како да кажем, незастанлива беше забавата. Се работи со Тања, еден благослов и посакувам на Атанас и посакувам на сите наши колеги во Театар Комедија да сработиме со Тања. Нешто апел до Па, еве, нека- Театар Комедија нека да ја дојде во земеме театар. за гостинка да работиме нешто заедно. Леле, па тоа ќе биде страшно. Да, тоа е Страшно. тоа е една колективна желба на поголем дел од Предраг колегите на игра Театар или? Комедија. Предраг, извини братче, Леле, ама добро, ве молам. нема, мислам дека нема да игра. Ве молам се, мора да се одвоиме ние некогаш. А чек, вие во сите престе играте заедно? Па И што зборите дома бе кога Че да, тоа дома, Што си дома, не разговарате? дали воопшто зборите за работа, за театар. Види кога се работи за озбилно нешто, да, двајцата сме за тоа тенденциозни, кога се работи нема збор.
Меѓутоа ме нервира како вози. Значи, ја како сувозач не можам да му зборам. Седам позади како Јованка на време. Јованка Тој Броза. мафтам до дома док идам. И тука се расправаме, до смрт се расправаме. Влегуваме на работа како ништо да не било. И се сеќавам една недела беше кога ние идеме на работа и нешто се расправаме и после целото наше расправање он ми се врти насмено и ми вика Мила, ке сакаш ли едно кафе да ми направиш додека паркирам колата? И јас со тупаница да му речам Нцки, ви текне на знакот на да, Нцки. Нцки. Така се удирам по горна вилица што ја отекав и беше вака чуборев, па едно 3 недели умаше ви додека не ми се повлече. Да. 3 недели бев така. Леле, мајко. Така да сакам да кажам, а Мила, уствари значи Милетига мајке на Кумановски. Така да? Да, си мисля дека од Милошти, он а не тоа е вика као Мила. Да, иначе не можам да речам како сопруг, како маж, како се, значи ја му донесов гратис дете у брак. Значи, Да. Сакам да кажам, дете му донесов. До ден денеска јас не знам што значи тоа татко на дете или не знам што јас немав момент на привикнување, он да се привикне Така, со дете. така. Значи, за тоа е и како човек, и како пријател, и кај другари јас тоа на сите им го велам. Значи тој е човек што во момент било кој да му се јави од нас колегите и ова, он е другар до смрт. Браво. До смрт. Јас кога бев мали, кога гледав Предрак на, не знам, во светот на бајките или Да, нешто. не ја раскажи тоа. Окей. Не то. И цело време викав дека овој ми е човекот што ми личи на Бред Пит. Глумецот што ми личи на Бред Пит. Мене ми беше не, тоа ми Питер беше. Галахер. Тоа скроз уште. Да не моите, навлагуваме во Ама вашите мене како- фантазии, Да, значи да. стварно. Најдов нешто Предраг, вика браво. Тања, кој сладок рецепт од мојата кујна, нешто тука викаш дека требало 3 кесички пудинка од ванила, литри и пол млеко, 1 шлак пена, глупост. Нема Не, нема врска тоа. Пржени дуњи, брате. Пржени дуњи. Пржени дуњи, тоа ти е како помфрит. У месо кој ќе ги ставиш, уствари што да ви објаснам, значи Ќе дојдете и ќе пробате. Ќе дојдете и ќе пробате. Ајде, добро, значи си начекавме ручек, си фати. Добро, па ти за тоа и го почна Ручек, уствари сега. абе, јас знам ако кај да удрам. Знаеш кај да удриш, па добро. Тања, често знаеш да отпатуваш кон братската Хрватска. Кон островот Јелса, така? Да. И до Риека, мојата најдобра другарка Диана Ливерич ми е таму. Што е тоа толку што те влече натака? Па не знам, може би ние некојаш сме може би ние сме имали минат живот, не знам. Јас се чувствувам во таа земја како да сум таму родена. Значи секое мое влегување, на пример, кога идеме на одмор, кога се враќаме нели дома во Македонија, во Скопје, Да. како ни трепери Така, срцето, јас тоа го чувствувам истото кога одам во Хрватска и со грудка во грлото сум кога си доаѓам во Македонија. Не знам, тој ми е после Македонија ми е втора најголема љубов. И често знам у 6 саца бајле, ако имам 3-4 дена слободни, се јавам на Дијана да ми направи рижото од сипа, од сипа, и од ципа, пошто реков, не Да, од од ципа. препон, да не Веројатно ми дојде депилирам кога препон. И Ја така чукам да глава. јас за точно 9 сати сум си на маса. Си возиш така сама, немаш Сама, проблем тоа никако. ми е најубаво нешто, значи да кажам Европа. Значи Така, поголемиот дел сама си ја прошетав. Браво. Тања, ти си една од глумиците што мислам една. Ти си една, фантастично пееш. Дали сега имаш идеја нешто за некоја музичка допуна во твојата кариера? Види, сега, ова не е тајна, значи ова го зборувам ја многу години. Значи сакам да направам спој, сега толку години работам, толку работи сме изработиле со професорот Боњо Лунгов кај нас, кој што и не го донесе на пиедестал театарот, да не се расправаме. Па македонската приказна, Апсолутно, телефонот. обиколи цел свет. Значи, Тие се представи што не представуваат нас надвор, Така е. што се Тука не- најнаградувани. Тука не разговарам Добро. за тоа. Значи тој е единствениот човек кој што го донесе до песта со неговите представи. Зборувам, значи може не биле 100%, меѓутоа да се знае. И со него многу бави работи работевме, многу бави представи, необични представи, дали е тоа сенка, дали е било што на пример, треба да ја гледате и Бескрајни соништа кај што направивме за 20 годишнина. Све што сме работеле. Со тушеви, со цевки од тушеви. И со главичка сребрена направена, ние го играме Мајкл Джексон. На музика на Мајкл Джексон, Само? 10 минути. Опочнува со Мајкл Джексон, значи 4 Мајкл Джексони играат у исто време, од мунвокот, све од све. Значи, и после правиме форми. 10 минути. Значи, тоа се работеше страшно многу, пошто е напорно, ти не можеш така да ја фатиш цевката и правиш, и одеднаш треба да ја направиш формата. Значи, Кој најдобро се сноѓаше со цевки и уткава со театар?
Сите се сноѓавме. Да. Сите, не Како, знаевме па 10 цевките, само се минути. расправавме за цевките, да. Кај ми е цевката? Зашо си месел цевката, а Предраг знае да ми собере нешто и тутенката, да. И само со него највеќе се расправам, да. И кога требаше ја и он заедно да играме, јас се откажав, си го земав со мене Владовски да игра. И значи од се што сме работеле, од тој тип нешто да се направи како представа, мюзикал кој што ќе може да се игра и понатаму. Значи све што може да се Така. спие. Сакам да кажам и со гости. Јас не знам да пеам, ама Жарко ќе да. Добро, ти со цевки си добар. Можеш да се Јас со може да се обидеш Да го во една играм точка Джексон. да го одиграш Майкл Джексон. Може. Што е многу интересно, баш кај те сакаат жени, што да ти кажам. Тоа не знам. Ама не е важно. Јас знам. Сакав да те прашам. А за тебе не се смеи ти. За тебе не Ти знаем. не се смеи. Те сликав, сликата ми ја земаа сите. Тишина и ти не се смеи. Бере да извини. и Бере ти. да срце. Има. Знам дека ме слушаш. Тања, Извини, морам Ај, да те прекинам од преска. Значи, овде пишува во што викаат тие се мрежната дата на податоци, има да стои твојата биографија филмска. Има филм што се вика Светло сиво, логата е Крадачка на крстозбори. Да. Што е ова Крадачка на крстозбори? Многу ми е примамлjivo. Нацо Поповски. Тоа е дипломски филм, мислам, Дипломски тоа филм, е да. тројца режисери ако не го прават, нешто такво. Срđan Јанакиевиќ, Александар Поповски Да. И уште и еден. Дарко. И Дарко. Не, називот што е Крадачка на крстозбори, идеше и крадеше. Во тој смисел не стварно не ми е јасно, нема ни гледам. Крстозбори, да, затоа што бев тука и шарана со крстозбори и мораше да дојде мојот љубовник и да ми ги пополни крстозбор. Врло кул, добро. Сакав да прашам, на 18 години се запишеш на академија за драмски уметности или како тече твојата приказна од средно до упис на ФДУ и што те навлече на ова? Цел живот, значи од мала. Ако имам некоја глумица која што ми се бендисува, значи начинот на која она одигрува дадена ситуација, јас на огледало ќе застанев за да одиграм дадената ситуација. Имаше идол, имаше некоја глумица онака да кажеш, на пример Мерил Стрип и таа ми е, која ти беше онака како кога беше дете си викаше Знаев дека Сакам да видам како не. да. Да, како ете се ќе речат многу е таа, која не знае како се вика, се на Сиси Спейсек ми иде. Швеѓанка е по потекло. Од Джеймс Бонд филмот таа што Не се од стара глумица. Неке ми текна во текна емисија. Еве се Урсула. Ласас. Не. Жарко, ти гледаш ли филмови со швеѓанки? Не, послабо. Јас Не, обожавам. швеѓанка по потекло, а иначе тоа ми беше тогаш, сакам да кажам, не ми текнува сега како се вика. Инаку нешто што глумица која јас сакам многу и сакам да ја гледам, тоа е Лена Олин. Исто Така? е швеѓанка по потекло, меѓутоа игра и холивудскиве. Ти си по скандинавските. Јас сум по скандинавските, да. Лена Олин ми е она нешто посебно најдов во незе, не знам зошто. Веројатно и го има тоа во незе. Има се, до емоција, до секси. А од нашиве театарски глумици, мислам, тие кога ти си била 18 години, што биле повозрастни, си имала некојаш си рекла, еј, со оваа би сакала да застанам на сцена да се пробаме. Под постарите глумици си беа се од починати се, нели, Мере Бошкова. да. Ми застана мозокот. Не е ни важно. Не е ни важно. Чекај, со Мери Бушкова, со исто Нада Гешовска, исто која што секогаш велеше Душо, значи нешто што јас сум играла, ти можеш да продолжиш со тоа, ама јас некако бев, викам, мене колку време ми треба за да јас достигнам нешто, ме разбираш? Така. Да го достигнам тоа ниво, ама еве некако си доаѓа, со тек на време старееме, нели? Така да? Си носиме Да. некој багаж и така и веќе почнувам да крадам, да лизнувам. Од се не Боже, мислам, нели да биде тоа брзо да отидам, ама сакам да кажам, Мама! Како беше тоа? Со мама види дома. Мама, добре! Маестралната Тања, ово можете да го погледнете на 28 во вторник во мюзиклот Чикаго МНТ, а за тоа време ни одиме со реклами. За тоа време до 28 со реклами. Да, цело време да врти. Аре, да ме, јас сум брзи, а вие слушате Комишен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Ретко те гледам со Осило. А те гледам секој ден. Жарко, дали би чувал пчели? Пчели, да, чував едно време пчели, но неславно заврши тоа.
Како мислиш? Да не навлегуваме во Се приказна. залюби пчела? Ба да, се залюби во сандак со Стварно, пчели. може ли да се залюбиш во животно? Бе, не знам, може ли да се залюбиш во животно? Можно е, бе. Ама мислам онака како Шиман и Светов. Како љубов, да. Многу зборам, ајде. Ајде. Имаше случаи за не знам кој беше што се венча со конјот. Била заљубена. Да не отварам муабет. Ајде, сите Имаше коњи. еден што се венча со зграда негде беше нешто исто. Пример зграда многу му се свиѓала, као пример доаѓа во Скопје, ја гледа зградата, вау, вика многу е добро направена фасадата и сакам да се венчам пример. Разбира, така нешто имаше, ама не знам каде. Еден другар Точно мој беше. им не е важно. Лошо ќе се развија причата, Да не отиде у друг Да, правец. ќе Дај ние се нормално да се изборим. Нормално. Дека јас сум за нормален муабет. Имаш ли миленич? Бере да. Леле, векичот како. Не, немам. Немаш ни куче, маче, Имав куче, предрак? имав доберман. Предрак е Да. од тие миленичиња Од што не ушеш. Паушално ми Уште е жив. А, Купи, сакал кондори да купи, иди купи, така ти се задни му викам, ајде, иди купи, ама коштате, па кошта, се не иде то така, да те спуштам од одма бар, да те спуштам. Да. Имав доберман, значи кога се разведов, Си купи доберман да се чува. купив доберман да ме чува. Не, уствари, син ми сакаше куче, и ја некако бев заљубена у доберман, многу сакав доберман и земав доберман, ама пусто наше време, нели, у театар си по цели денови, да. немаше шанси кој да го чува. Морав да ја вратам, Дорис се викаше, женка беше. Ама нешто сега па ми оди натаму умот, нешто Тоа е за интересно. куче. Што има ново, мислам, на план театарски, филмски, нешто имаме да најавиме, немаме? Не, сега не во моментов ништо. Сега на монтажа е филмот. Да. Бере да што игравме заедно. Тоа е годината на мајмунот? Да. Да. Јаро да манке. Тоа Биографски сега- филм за Жарко да, Димовски? Да, јас имав таму една помалечка улога, директорка на зоолошка градина. И ма убаво се дружевме, многу убаво. Ја бев од памет извадена, зашто за филм не знаев дал ме бива уопште, ама со тој човек да работиш со режисерот е страшно нешто. Мислам, тоа е навистина ме одушеви човекот и ме опушти и не ми беше воопшто нити чудно, нити страшно. Кај нас многу малку има, јас даските ми се посигурна сум на даски. Сите ние впрочем, да. Многу сум посигурна на даски. Така добро да дека- тоа се случи сега во МНТ, нели Тартив беше премиера. Тартив ти е задња Сега продукција. Да, маната дека нема даски, дека на модули повеќе. Дали како ќе падне последната представа. Тоа беше страшно. Од десната страна луѓе, царица. понор, јас застанувам на средина на модулот почна да се качува, паѓам напред, едва се задржувам да не отидам у понор и застанувам, се качувам на модулот и продолжавам да пеам. При тоа не сгрешив ни еднаш. Не, При тоа свака не част, сгрешив тука ни немаше еднаш. збора. Сите ние бев леле. За Чикаго, за Чикаго. Пропадне За доле, Чикаго, разбираш. за Чикаго, да. А што правите на човек. модули? Дој си у Ја, што театар правите? комедија, ни модул, ни бутур. На рамно сите сме Тоа тука можеш да супер. пропаднеш што се стари даските. Но, како и да е. Така да Боњо треба да почнува се негде во мај. Таму не Исто пропушташ Music, сигурно. Нема шанса, нема да работи без мене. Така. Мај, па сега понатаму што ќе биде како? Колку долго се познаете со Боњо Лунгов? Па 25. 25. Значи он е од основа. Скоро 30, што зборам. Да. Да, од основање, првата представа со него. Со него. Да, и тоа беше љубов на прв поглед и до ден денеска сме нераздвоени. Па дали се уште на репертоарот македонска приказна? Па оди кога, јас не знам зашто не оди на репертоар, тоа се треба да биде ставена. Тој како лектира. Да, За затоа мој што вкус се лично тоа е една од менуваат, ама се подобрите менуваат представи. генерации. Да. Ама со директор кој се разбрал, Така та е. ја да се разберам. Никој така е. Никој не се разбрал. Значи тоа се треба посебно. И сега веројатно, ама не, може и директорите си прават тоа што највеќе му влече, нели, од детски Публика, представи, тачно. публика. Ама не за публика, за пари зборам, така? Да. Ова е меѓу детска и младинска представа, ама си има публика таа представа. Јас Ама прв пат нема- ја гледав пред 2 години, значи на мои 25 години ја бев фасциниран од представата. Да. Така да сад. Сега Боњо вели дека тоа е представа направена 2000-та. Не, стара представа, сакам да кажам сега кукларството да добиваш нови идеи за нешто кога го гледаш. Така да треба да оживуваш постојано. Значи треба нови моменти да се Да. внесуваат во тоа. Ако сега си Малце по направил малце. кукла со столче со две столчиња со Чекај, ти ја преш куклата? Да, етно елементи имаш, Така. ти правиш форми. Така.
При тоа иде македонска музика. Така, јасно ми, јас сум гледал, зборам општо вака да се објасниме што Сега, како. например, тоа може да се направи по малку помодерна варијанта, се додадат работи милион. Значи треба да се освежи таа представа, сам го вика тоа. Така да му реков и јас да дојде да си ја кога можеме да си Да си ја освежи. освежиме. И тоа е добро за сите прести, например, кога ќе си Да. изигра над не знам колку пати, Така е. секако е подобро да се освежи, за да биде Треба да се жива. освежи, сепак идеме напред се. Да. Децава доаѓа у болница му даваат лаптоп, мислам. Нормално. Баш. Мора да Тања, се кажи ми, оживе. импровизираш на сцена? Сакаш да импровизираш? Леле, да. Многу. Можда е лошо, Не е лошо, ама ако никога. ми се погоди нешто добро, па и партнер добар, Греф е да не го искористиш, така е. греф Така ми е, е. Ама така е. не можам да се воздржам. Не можам да се воздржам. И никогаш не се лутам кога на некој, што тоа сега замерив пред некој, нема да спомнувам каде. Не. Значи, на еден наш колега му дојде, моментот беше толку внесен во улогата, толку добро играше што му дојде да импровизира. Вие не знаете, мислам дека пола театар му беа лути. Зошто човекот импровизираше? А јас застанав на страна и го гледав и се одушевив зашто излегува многу работи од него што тогаш беа прикриени. Велда тоа се скрчкало, созреало во моментот кога му излезе и јас бев фасцинирана и јас со солзи се смеев. Со солзи се смеев, солзи ми потекоа од плачење, од убаво. Јас не знам зошто не велам да се излезе од контекст, нели па од ново настаната Да, ситуација, да. па да се мешаат работи. Не, него во тој контекст и да не трае тоа до бескрај. И да не трае тоа до бескрај. Согласен. Вистинската импровизација, впрочем, треба да е кратко и е парче душа некоја што во моментот ја Невистинската даваш. импровизација, ако знаеш представата, ако имаш добра улога, здраво направена, па да можеш да импровизираш. Така е, да. Импровизацијата не е ако немаш подлога јак. По тоа знам сигурно. Ако имаш Ретко се добра основа, случува јасно. да си логореичен, па ти тргне нешто да Да, бегаш па да од плямпаш контекст, без ако врска, немаш да. да. А вие не импровизирате, повелете во театар комедија, вечерва Да гледате вардарски како другите пастови импровизираат. и трудна приказна во понеделник. Во Жорко, понеделник. Тања, управо што ли имаш ти следно на репертоар? Со задоволство да ти најавиме каде нашите слушатели може да те Следното гледаат. имам утре Пипет долгиот чорап во театар. Од колку кај нас, саатот? Од 7 часот. А на 19? од Детски театар? 19, а на 3 март животот е прекрасен. Претходно е Чикаго театар, 28. Во Македонскиот народен. Чикаго не е на најавил. 28. А сега на 28, Да. ти го дека го кажа Не, тоа. добро, али сепак да е Значи континуитет. 28 ни Не, е... Жорко, за Чикаго цело време си кажуваме, да. Најнаградувана представа ни, најважна представа ни е Значи Чикаго. 28 сега во вторник Да. е Чикаго, а веќе на 3 е животот е прекрасен, на 13 март е животот е Убав? не, Тартив. Тарти. Да. Животот е прекрасен, јас топло би препорачал сите што не биле да ја гледаат да отидат затоа што тоа е навистина еден многу добар театар, пред се гледаш театар и уживаш во тоа, гледаш луѓе кои што живеат, кои што дефилираат на сцена и е многу интересно. А и Тартив исто така мора да Жарко е вработен во театар комедија, повелете Да, исто ја и во гледате театар комедија. И во Маестралната Тања. театар за деца исто може да се дојде, затоа што јас играм веќе за возрастни 6 години. Јас децата ми ги тоа ми се допаѓа кај мене леле како се селеле кај мене колку све ми се допаѓа. Нема врска, значи постигнав тоа да со двосмислениот хумор децата ме разбираат, Децата ме едно- разбираат и возрастните. Така, тоа е добро. Да. Тоа е многу. Тоа е веќе Тоа мајсторија. е па веројатно Да, затоа зборам. апсолутно. Години. Така е. Така да веќе подолги години играм малтене за возрастни, да кажам. Тања, што си во хороскоп? Водолија. Водоле. Сите сме ние по дома Водолија. Сите? Да, само што керка ми требаше. Јас кога се омажив на 30 септември и со Предрак и со Лјад зборувам. 30 септември во 5 саат прави венчање и менструација имав 1 мај со двете деца. Да, не е ништо страшно. Не, ништо се- јасно ми е фактите ми за Значи тоа се случи и ние многу се смеевме. Мислам на Како тоа. Дури непланирано, колата, непланирано. Дури колата ја регистриравме на 30 септември за да не мислиме кога треба да Така. се регистрира. Така Данила малце рано се роди малце рано на 3 јануар, требаше да се роди на 8 февруар. Исто како Алекс, само што Александра во февруар се роди 16. И
сите сте си водоли. Па водоли ја рачунаме, меѓутоа е јарец практично. Па јарец е јануар, така Јануар е јарец, меѓутоа ние пошто рано се роди, ние си ја рачунаме и не за како водолија. Иако упорноста и е... Ама мама, јас сум јарец, нема јарец, Нема тука јарец, сите сме водоли. водоли. Има да ќутиш, мама, кој ќе каже. Утре кој ќе се умажиш, ако не крепиш, водолија јарец да бидеш. Знаеш, ако не крепиш ќутек. Ке си планирате да ви се роди водолија детето па сега. Пролет. Мора да привршуваме. Пројде саатот. Пројде саатот. Баш шубаво се замотети мислите. За жал. Добро, остана таа поука од целото да извлечеме, да одиме во театар. Тања ја гледаме во театар за деца, во МНТ, актуелни представи има таму живи во моментов. Нас не гледате на сцената на театар комедија, Жарко понекогаш и во МНТ, но сепак е вработен кај нас. Да, Пратен на печалба. Фала што ме Театар посочуваш. е театар. Така, Значи, у кој театар да дојдат да гледаат театар? Театар комедија, значи. Да Добро, гледаат убаво театар. си кажа Значи, Тања. Тања сега да каже доаѓате во театар За деца комедија. и Македонски народен театар, значи. Чекај, и во драмски театар. И во драмски театар, да. Јас се извинувам. Драмски е болката моја драмски. Еве ја ќе кажам на 15 март можете да ме погледнете во представата Генетика на кучињата. Тоа е представа која што веќе Па и долго турска време и трае. албанска драма. Да, исто добро, ги нормално забравив. од тело, од тело. Турска драма, Турска од тело. драма, од Да, тело. од Тоа не го тело. А пропустите. вечер во 20 часот, дами и господа, вие што нема да стигнете да дојдете во театар, гледајте го доделувањето на наградите на Златна Буба Мара, каде што ќе се смеете со маестралните Тања, Атанас, Тино и останатите наши комичари и луѓе кои што прават ние да се Сашко чувствуваме Коцев, главниот. Сашко Коцев, апсолутно да, Сашко главниот. Брилираше Мислам, Сашко Коцев ми е на Буба Мара. Сашко ми е како Сашко кога е кажам Буба се знае Мара, дека ти е што Сашко. сакаш кажувај. Да. Тоа е тоа. Сега да ми ја најдеш глумицата, ќе се, драги слушатели, Тања се таа нервирам глумела во глумицата. други филмови, не се од тие. Значи изгледа Постара, па јас сум Има, постара. од таму викаат крај Мора да гаси. завршуваме Тања, фала ти. Чао, Береда, чао. Чао, Береда. Ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 24.2.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија. Чао! Јама го кажа. Чао. Комичен мегахерц.